Јас бев исклучително внимателен, без да сакам да насочам вина спрема било кого. Јас само врз база на прокламираните позиции за овој мандатен состав од страна на сите политички репрезенти во овој парламент, повикав дека оваа ситуација со Струга е прв момент во кој што парламентот треба, може и мора да се надфрли. Нити зборував дека една недела министерот за животна средина не пошол во Струга, нити зборував дека од Струга има неколку министри кои што не се заангажирале, нити зборував дека составен дел од владата се неколку бивши градоначалници на Струга кои што ништо не превземале во овој период. Оставете го тоа настав. Имаме проблем, акутен, 5 пати потенцирав, дури можеби ќе станам и смешен и досаден со употреба на тој збор, но она што во овој момент го гледам во Струга е стварно надворот од она што може да се толерира. И реков да не дозволиме акутниот проблем во Струга да стане хроничен како во некои други општини, без да спомнувам други општини. Ние како група на избрани пратеници можеме да доставиме материјал до собранието. Но тој материјал не сакаме да биде политички памфлет. Ќе напишеме. 10 минути требаат. Колешката Затуровска веќе се качи горе да работи на тој материјал. Ќе го напишеме тој материјал, но во тој материјал што треба да внесеме? Треба да внесеме дека господинот Садула Дурако е министер, дека господинот Рамиз Мерко бил толку и толку години градоначалник, дека господинот Зијадин Села бил толку години градоначалник, дека мнозинството во свој... Не така. Не сакам, само да ви одговорам. Не така. Затоа расправав. Ако денес до 16:30 владата не достави било каква почетна информација, нека е на една страна, нема потреба од повеќе за да се задоволи условот кој што вие, господинот Џафери, го барате за свикати на седница. Тоа е два реда хартија е доволно за вашиот услов што го објаснувате, кој што го знаеме сите, тука што сме најмалку еден мандат пратеници, за да биде задоволен, треба еден лист со два реда напишани. Добро е владата да го направи тоа, како иницијација за оваа расправа. За тоа што информациите кои што ги има владата мораат да бидат посериозни, поточни, попрецизни и посеопфатни од информациите кои што би ги имале 20, 5, 10 или 50 пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМ. Но доколку тоа не биде направено до 16:15 часот, тоа за да имаме време со архивата, до 16:30 ние ќе го направиме тоа за да го исполниме вашиот, би рекол, помалку и непотребно оптеретување со формалности на една суштинска работа. Затоа услов, тоа е пропишано во деловникот до 16:30 не импутирај работи што не се. Само да се докажам да молам. Вие секако имате право после, после моето процедурално да дадете објаснување, затоа е добро да ме изслушате, посебно кога зборам за процедура. Добро е владата да достави, ја инициирав до вас да исконтактирате со владата и оставаме до 16:15 часот да го направите вие како дел од... Ви благодарам. Ви благодарам. 30 формално од наша страна ќе има на вашето биро. Ви благодарам. Ви благодарам, Илија.